мислиш ли дека постои простор да се обединиме и да застанеме цврсто, да имаме црвени линии? Ние во 2017 година покренавме една таква иницијатива за правење на сеопфатна македонска платформа која што ќе ги црта црвените линии. Најголем дел од политичките партии тоа го прифати, Социјалдемократскиот сојуз го одби. Мислев дека во еден временски период по доаѓањето на власта сега во 2024 година Социјалдемократскиот сојуз почнува да ги менува своите ставови. Така мислев и тие стварно има одредени надписи и одредени своји настапи јавни во кои што ги признава грешките кои што ги направиле во минатото. Меѓутоа гледаме дека повторно сега е вратена политиката онаму каде што и претходно ја водеа на начинот на кој што претходно ја водеа, тоа е непостоење на црвени линии. Значи не можете вие да водите политика каде што од едната страна викате се е дозволиво. Вие немате црвени линии. И тешко е да бараме од луѓе кои што немаат црвени линии, немаат кочници, особено кога се работи за националните интереси. Верувајте, се работи за луѓе кои што немаат кочници, немаат принципи. Нивната цел е која што односно она што може да се види и кој што сака да ја постигнете, по секоја цена да влеземе ние во Европска унија како така, па после ќе му ја мислиме. Меѓутоа, нашата цел не е така. Зошто да влеземе ако го изгубиме? Изгубивме име, да изгубиме јазик, да изгубиме идентитет, култура, историја, се да изгубиме и после да влеземе. Па ние на тој начин како аморфна маса ли ќе влагаме во европската политика?